Американскиот председател Доналд Трамп нареди дополнителни екстремни проверки на имигранти, откако полицијата уапси државјанин на Узбекистан под сомневање дека во терористички напад синоќа убил 8 луѓе во Њујорк. Тоа беше прв таков напад во овој град од терористичките напади на 11 септември 2001 година. Во Твитер пораката за најновата наредба Трамп порачува: да се биде политички коректен убаво, но не и за ова. Предходно тој објави дека нападот бил извршен од многу болна и пореметена личност. Полицијата соопшти дека осомничениот, кој бил застрелан, а потоа и уапсен на местото на настанот, со пикап камион удирал во пешаци и велосипедисти во близина на светскиот трговски центар. Полицискиот комесар Джеймс О'Нил изјави: After the collision, the driver of the truck, a 29-year-old male, exited the vehicle brandishing 2 handguns. A uniformed police officer assigned to the 1st Precinct confronted the subject and shot him in the abdomen. The subject was wounded and transported to a local hospital. A paintball gun and a pellet gun were recovered at the scene. О'Нил додаде дека 2 деца и 2 возрастни биле повредени кога осомничениот, кој управувал изнајмен камион, удрил во школски автобус. 6 лица загинаа на местото на настанот, додека 2 други починале од повредите во блиската болница. Станува збор за 29-годишниот узбек Сајфуло Хабибулаевиќ Саипов, кој според медиумите влегол во Соединетите држави во 2010 година. Сведоци изјавија дека при нападот тој извикувал Аллаху Акбар, односно Господ е голем. Градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио изјави: This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians, aimed at people going about their lives who had no idea of what was about to hit them. И додека властите велат дека Саипов е единствениот осомничен за нападот, медиумите јавуваат дека истражителите нашле пишана порака на Саипов во пикапот, во која наведува дека нападот го извршил во име на екстремистичката група Исламска држава. Узбекот Мирахмат Муминов, кој живее во Соединетите држави, за Радио Слободна Европа изјави дека го познавал Саипов. Тој бил роден во Ташкент, имал жена и 2 деца и работел во Соединетите држави како шофер. Нападот во Њујорк потсети на неколку слични извршени во Европа.